noći i dobro večer. Уште еден спортски поздрав од Куманово во делот од сезоната кој што е најинтересен, носи најмногу емоција, најмногу успех се разбира и најмногу тага во кој било спорт, па и во нашето кошаркарско првенство. Дуелот меѓу Куманово и Мазата Скопје треба да открие дали ќе има уште еден надпревар во финалната серија во трката за трофејот. Мазата води со 2:1, а низата трае додека една од двете екипи не стигне до 3 победи. Кумановци победија на првото меѓусебно соочување во Скопје, но потоа доживеаја 2 пораза. Актуелниот првак и освојувач на купот го врати ударот во оваа иста сала, а пред 3 дена го доби и соочувањето пред своја публика. Како ќе биде вечерва? Куманово повторно е со надеж дека може да го совлада големиот ривал, да дојде до 2:2 и потоа на мајсторка внедела да се обиде да ја оствари круната, односно да дојде до неголемиот успех во клубската историја. Тоа е многу значаен дуел. Ако биде запрен Ураш Луковиќ, ако Кумановци не прават толку фаули над него, ќе биде за нив многу полесно. Еве ги првите поени. Еднашин Манди. Дреновац. Обид за тројка и погодува Ѓорđe Дреновац. Јовичич. Од голема далечина Дамјан Стојановски на 4 секунди до истекот нова акција. И сега контранапад. Мандич. Четврти се постигнуваат лесни кошеви во ситуација кога не одеше позициониот напад од почеток. Но еве го Дреновац. Исклучително расположен. За него 5 поен. Има и лична грешка. Значи дополнително слободно фрлање. Не толку изразито поголем фонд кошаркари, толку поголем број кошаркари кои што има поголем придонес. Љубичич на блок Луковиќ, па Љубичич на влез реализира национална селекција. Па Дреновац е го голема далечина, не успева да погоди, но тука е Дамјан Стојановски од табла, прави поени и за Дамјан Стојановски пак влегува овој дуел 10-6. Така беше на претходните 2 меча кои што ги доби, но еве го Александар Костовски. Потребни се неговите поени, влезови, асистенции. Прават се врати играчите на Мазата Скопје, не дозволија контра. Затоа извонредна акција, Мандич, Мишановиќ. И еве го Мишановиќ. Прв поен, извонредна асистенција на Мандич. Покрај оние 6 коша, еве извонредно додавање, кое што е практично, а услов за тоа е неговиот тим да победи. Еве контра, пак Мишановиќ. И сега Протич. Се отвора Дреновац, на влез од табла погодува. Дреновац има и лична грешка од Јаневски. Ке вази кошот. Ова е 8 поен за Дреновац. Извонредно го отвори мечот. Најавува еден надпревар како оној првиот во Јане Сандански. Протич. Одлична игра 2-2 со Младеновски. Еве го и првиот кош во финалето на Љубомир Младеноводството. 7 разлика. Ке беше извонредно. Тоа знае да го искористи Симоновски со тројка. Втора за екипата на Куманово. Не се осмели да шутира. Сега Симоновски влегува во серија. 6 поен Марко Симоновски. Трета тројка за Куманово и тајмаут бара Александар Јончевски. Трајковски против Дреновац се обидува и тој да проработи. Еве го првиот поен за Бојан Трајковски. Се врати Марко Луковиќ, ке мора да биде ова позициона акција. Трајковски се решава и погодува. Четврти кош, ова е највисока предност за Куманово. Па Дамјан Стојановски на влез погодува. Ова е игра во константна форма. Ова финална серија, но еве поен за Мишановиќ и прекршок за дополнително слободно фрлање. Веќе 6 кош за Мишановиќ.
за задоволство на гледачите, затоа што има поголема концентрација од неговите играчи и се разбира поагресивна одбрана, затоа што немаат многу прекршоци гостинските играчи, но еве го Марко Љубичи, четврти поен на крајот на првиот период за предност од 26-22, плюс 4 за Куманово по водетните 22. Прв напад за Куманово, нереализиран во контра, Дреновац погодува и тоа лесно. Кога МЗТ Скопје имаше кошаркарски шампионат, може да биде последен ако победи МЗТ, ако не има мајсторка недела Бојане Сандански во Скопје. Две лесни контри за МЗТ. Прв поен за Данило Мијатовиќ и се разбира дека ќе реагира Маријан Србиновски, барајки минута одмор. Пак Куманово е без коши во третиот напад во овој втор период. Сега Дреновац не успеа. Исфорсирано Дамјан Стојановски кради 6 лесни коша за МЗТ Скопје во втората четвртина. Караколев, Костовски во петорката на МЗТ заедно со Симоновски, тројка Јаневски. Тоа е сам, тоа е Љубичич, не се реши да шутира. Дамјан Стојановски со звукот на сирената не успева да погоди, но тука е Протич со помош на Урош Луковиќ. Па Љубичич го наградува сето тоа со тројка. Негов седми поен, втора тројка за екипата на МЗТ Скопје. Нерешен. Александар Костовски. Одлично за Караколев. Прв поен Караколев. Немаше коши на третиот меч. Ова е прв поен за него во серијата. Сега Урош Луковиќ на влез. А припати топка. Погодува. Четврти кош во офанзивен скок. Крај Јаневски, го нема Бишановиќ и полесно му е на Урош Луковиќ тука да додаде од одбојка кон Дамјан Стојановски. Сега Урош Луковиќ против Мандиќ. Погодува, се разбира, Мандиќ едноставно требаше да се тргне. Требаше да бега од еден ваков контакт со противникот и се разбира, не може да мине долго време, а Трајковски или Мишановиќ да не се на паркет. 3 од 5 Љубичи, 4 од 6 Дреновац, 3 од 6 Стојановски, 1 од 2 Мијатовиќ, 2 од 5 Луковиќ, 0 од 1. Да не ги заборавиме поевите на Трајковски. За него 6 коша, па сега Марко Луковиќ со помош на Урош Луковиќ. Ова е плюс 5 за Куманово, 23-18, серијата 10-0. Трајковски од табла. Се буди Бојан Трајковски. Негов осми. Трајковски подава за Мишановиќ. 4 од 4 за центарот. Александар Костовски за тројка, погодува. Шутот од поле е тука некаде, со тоа што 9 скока повеќе има МЗТ Скопје, но други 8 асистенции плюс за екипата на Куманово. Еде во првиот кош во вториот дел. Симоновски со помош на табла на обрач. Тројка на Симоновски, тајмаут Александар Јончевски, затоа што прави серија од 5-0 за 2 минути. Куманово, ова е највисока предност за домашниот состав. 47-41. Дамјан Стојановски. Еде го Протич од место, односно Љубичич од место, не успева, но со офанзивен скок Данило Мијатовиќ. Доминација во скок играта на МЗТ Нови. За него 2 од 3 од поле. Еве го Бојан Трајковски. Веднаш враќа. Трајковски, ролинг над Луковиќ. Ролинг против Марко, шут на Урош. Извонреден колективен ефект и секогаш играч што може да повлече. Кој би бил сега јунакот? Дреновац се обидува, погодува. За него 13-ти кош и на штета на скопскиот состав. Трајковски сега форсира и погодува тројка. 15-ти поен Бојан Трајковски, 1 од 3 зад линијата за Бојан Трајковски. Највисока предност од 9 поени во 26-та минута од надпреварот. Дреновац. Истуркан од Дреновац. Па Трајковски во дуел со Марко Луковиќ. Загубена топка, Луковиќ положува лесно. Негов шести поен. 54-49. 4-0 серија за екипата на
МЗТ Скопје и пак сега реагира Трајковски. Не потребно и да има зошто. Едноставно во позиција кога Куманово има позитива од 54-49 на добро игра, ваквата нервоза може да му направи само лоша услуга. Сега судиите мислам дека не досудија техничка грешка. Иако имаш услови за тоа, се смирува. Трајковски сега му укажува нешто на Милојевиќ, а сепак има техничка. Дамјан Стојановски. 9 поен. Беше 54-45. 2 поена, односно 2 шута за 2 поена поред реализираше МЗТ Скопје и сега ова слободно фрлање ќе има и напад. Пак Трајковски влегува во проблеми, повторно предмети на теренот. И сега се повлекуваат кошаркарите на МЗТ Скопје надвор од игра и еве како може нервоза да се рефлектира на се она што се случува на теренот. Полета и некои навивачи, таму мешаница во тунелот, работи за специјалците и одеднаш може се да тргне во невра. Ураш Луковиќ, па Дреновац навлез од табла. Ѓорѓе Дреновац, негов 17-ти поен. Ова е топка за Куманово. Трајковски. Симоновски, добар блок на Мишановиќ. Симоновски го наградува тоа со тројка. 57 Протич. Одлично за Урош Луковиќ, погодува. Негов 8 поен, прв во вториот дел од надпреварот, има и лична грешка, 57-54. И дополнително слободно фрлање, ова е прекршок на Трајковски, трета лична. Па Дреновац. Дреновац навлез од табла. Игра симултанка на моменти Ѓорѓе Дреновац, 19 поен. Трајковски, уште еднаш одличен. Тројца играчи на Куманово. И сега Дреновац за тројка. Не успеа тоа да го материализира, но со офанзивен скок Ураш Луковиќ. Навлез Костовски. Од табла. Погодува во одбрана. Костовски оди во контранапад. Веројатно сам до крај. Фаулиран и коши фаул. Ке важат овие поени за Александар Костовски. Купно 12 е во прекршокот на Марко Луковиќ. 65-50. Протич. Зад линијата, погодува Протич. Ова се први поени за него во вториот дел, вкупно 6. Само трета тројка на МЗТ Скопје на овој начин во вистинско време за Немања Протич. Симоновски, зад линијата, продолжува шутерското шоу. Петна. Мијатовиќ, Протич. Од голема далечина за тројка, погодува Протич. Негов 9-ти кош. Четврта тројка. 69-65, па Ураш Луковиќ овде се разбира дека не може да погоди. Плюс 4 за екипата на Куманово на крајот на третиот период трката на Куманово. Дреновац, Стојановски, Протич, Мијатовиќ и Ураш Луковиќ кај МЗТ Скопје. Еве го Мијатовиќ сега со тројка. Еве го Костовски. Додава за Караџовски. Се избори за позиција за тројка Караџовски. Ова се први поени за Димитар Караџовски на надпреварот и 10-та тројка за Куманово, 20 тројка. Се друго е за триото Симоновски, Костовски, Трајковски. Дреновац. И тоа е во форма. 22 поен за Ѓорѓе Дреновац. 6-та тројка кај МЗТ Скопје. Има контрола постојано. Куманово може да се надава на 3. Костовски навлез од пост. 17 поен. Стојановски. Дреновац за тројка, погодува. 25 поен. Симултанка на Дреновац за МЗТ Скопје. Наспроти. Костовски, сега тој враќа тројка.
20 поен. Александар Костовски, 11-та тројка за Куманово. 80-74. Како тргнале едните и другите ќе одат до стотка. Дреновац вади за Стојановски, сега тој погодува тројка. 12 поен, 8 тројка за МЗТ, 80-77, 5 минути и 47 секунди до крај. Трајковски против Дреновац, треба да го искористи ова и го користи. Љубичиć. Јатовиć прави блок, Љубичиć против Трајковски, додава за Стојановски кој што погодува тројка. 16 поен и по подолго време предност за МЗТ Скопје. 82-83 стои на семафора. Блок од Трајковски. И пак топка за Трајковски над Мијатовиć, не успева да погоди. Се бори Јаневски, но тука е Марко Луковиć, пак Јаневски и влегува оваа топка во рекетот. Маријан Јаневски, затворен е од Јаневски, уште 8 секунди за оваа акција. Протич се обидува да влезе, па Стојановски за тројка, погодува Дамјан Стојановски. 19 кош, за него трета тројка во вториот дел и тој се разигра купно 13 поени во оваа фаза од надпревар. Симоновски. Пак Јаневски, ќе го дочека Симоновски да упати удар за тројка. Непрецизно, пак краде Дамјан Стојановски, сега во контра Протич. Стојановски пак се намести со тројка да ја заврши оваа акција, оваа контра. Сега не успеа. Смирува Костовски. Ова вечер веројатно се е можно, па и продолжување од 5 минути. Еднак има уште сигурно. Костовски за Мандиć. На влез Мандиć и промашува Зицер, направи се сам. Па сега Дреновац се продолжи оваа бркопница. На влез, аут. Аут за Куманово. Судиите велат се е чисто, еве го тој влез на Дреновац. Ја испушти топката, бараше лична грешка, проценуваат судиите дека фаул нема. Две акции промашува МЗТ Скопје во позиција кога можеше да води. Но и Куманово остана нови 86 поени предолго. Трајковски, тој треба да завршува и се разбира дека погодува Бојан Трајковски, 23 кош. Плюс 2. Протич. Ја држи топката до крај. Протич. И сега на работа ја загуби уште 3 секунди за оваа акција. Протич од голема далечина. Каква тројка на Немања Протич. 12 поен. 11-та тројка на Протич и МЗТ води. 89-88 на неполни 16 секунди до крајот. 15,8 секунди. Тајм-аут бара Маријан Србиновски. Еве оваа тројка на Протич што може да му донесе триумф на МЗТ Скопје на овој надпревар. Неверојатна тројка со звукот на сирената, односно со истекот на нападот на 16 секунди до крајот, кога противникот води со 2 разлики и кога немаше што друго да прави Протич освен да шутира над човек, надвор од баланса и од голема далечина. Но успеа да погоди. Сега да видиме. Излегува Костовски. Пред него Протич. Ова ќе биде надпревар на една топка практично. Костовски додава. И сега блокада на Дамјан Стојановски. Прекршок 89-88. МЗТ ќе слави петтата шампионска титула. Блокада Дамјан Стојановски на обидот на Костовски. Има уште малку време, веројатно секунда, можеби нешто повеќе. И теоријата дозволува, се разбира, Куманово да се надева, но еве ова акција Караджовски, Костовски и Дреновац, сепак не Дамјан Стојановски, туку Дреновац. Блокада. Стојановски би требало да го погоди првото, веројатно да го промаши второто фрлање. За него е кош број 20.
7 десетинки до крајот. Помалку од 1 секунда. И нормално промашува. Мандич ја прибаѓа топката. Се разбира, не може да погоди од една ваква голема далечина. Победа за МЗД Скопје, 90-88, 3-1 во финалната серија и шампионски трофеј за екипата од Аеродром. Петти поред од 2012 до сега. Куманово втор пат е во финале. Лани 3-0 пораз, сега 3:1. Беше достоен противник, меѓутоа не можеше да одигра до самиот крај. 90-88, победа за МЗД Скопје, 25-19 во последниот период од надпреварот. Подобар МЗД Скопје и завршува еве уште една долга и тешка кошаркарска сезона кај нас, исполнета со разни перипетии, со многу незадоволни страни. На крајот МЗД Скопје, без оглед на забелешките што ги имаше за различни ситуации, ја прославува шампионската титула. Ова е двојна круна, четврта за екипата на МЗД Скопје во клубската историја. Ова беше еден контроверзен надпревар кој што траеше долго, најпрво временски, во кој што имаше прекин на средина на третиот период, кога официјалните лица решија да ја празнат салата. Потоа продолжи надпреварот и еве триумф на составот на МЗД Скопје, 90-88 на екипата што имаше најголем број победи во основниот тек од шампионатот. 24-4. Куманово беше составот кој што немаше пораз од МЗД Скопје во основниот дел од сезоната. 2 пати победи, а победи на отворањето на оваа серија во Јане Сандански, но потоа 3 победи поред на МЗД Скопје, од кои што 2 на гостински терен, 8 меѓусебни надпревара сезонова, 5 за МЗД, 3 триумфи за екипата на Куманово и едноставно сето тоа значеше уште еден трофеј за МЗД Скопје, за нашиот представник во јадранската кошаркарска сезона.